Уште еден поздрав од моја страна. Се надевам дека досегашните презентации ви дадоа инспирација за новите активности и потенцијали кои ги овозможуваат нашите решенија. Областа во која сакам да ве упатам, како уште една гранка во која GDI дава придонес, е пилот апликација поставена во соработка со CEPROSAT. Сдруженијето, кое веќе 13 години активно работи во областа на животната средина и климатските промени, како интегрален дел на Агенда 2030 за одржив развој. Промовирајќи одржлива и инклузивна енергетска транзиција на општеството, организацијата е особено посветена на праведна инклузија на ранливите групи во сите процеси, како на пример лицата со попреченост, и во оваа прилика им благодарам на тимот на CEPROSAT на соработката. Cloud WebGIS решение за поддршка на инклузија на лица со попреченост го правиме во насока на проширување на општествено одговорни активности и овозможување услуги во сектор каде што е потребно повеќе промоција и ангажирање од сите нас. Низ консултации со стручни лица дефиниравме потреба за достапност на подобри информации во насока на карактеризирање на подрачја каде што живеат лица со попреченост, како и нивните конкретни потреби. Исто така, постои потреба да се мапират и понудите и потребите за услуги кои им се важни на лицата со попреченост. ГИС пристапот овозможува преклопување на податоци кои ги опишуваат потребите и понудата. На тој начин се добиваат важни информации за крајните корисници, како и за потенцијални активности со користење на модификувани и тест податоци за потребата на поставување на пилот апликација. Целта беше да се покажат можностите и вредноста на дигиталното решение во насока на постигнување на повисок степен на инклузија. Така, на пример, бројот на лица со попреченост по населени места, односно нивните потреби и достапните услуги, дават слика на структурата и степенот на задоволеност на потребите по населено место. Слична статистика може да се прикаже за различно генерализирани подрачја и со други параметри. Дополнителните анализи одат во насока на структурата на инклузија на лицата со попреченост, како број на вработени, ученици, корисници на услуги на некоја институција и слично. Понатаму, со редовно ажурирање на податоците, се овозможува и покомплексни анализи во насока на пример на оптимизација на пласирање на услуги, како и поддршка во одлучување за реализација на услугите. На овој начин се дава попрегледен и посистематичен пристап во областа и се овозможува интегриран настап на засегнатите страни. Локалните институции ќе може да имат преглед на реализираните услуги, ама и увид во тоа кои се поточно потребите на заедницата, односно каде се со закон пропишани обврски кои треба да се подобрат. Бизнис секторот има подобри информации за каде и какви услуги има потреба да се пласират, а во насока на подобрување на пристапноста до тие услуги останува ваков вид на имплементација понатаму да се дополнува со податоците од терен и да се одржува во ажурна состојба. На тој начин ќе се види ефектот на овозможените опишани потенцијали. Пратете ни понатаму за идните активности во оваа област. Ви благодарам на вниманието.